Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Цело Мексико е парализирано во драматичен напор да спречи ширење на вирусот H1N1, од кој веќе заболеа стотици луѓе. Во Соединетите Американски држави пак веќе се нарачани дополнителни 13 милиони лекови против грипот, кои ќе бидат складирани во националните депоа. Училиштата, бизнисите и канцелариите на услужните дејности, чија работа не е неопходна, ќе бидат затворени 5 дена. Председателот Филипе Калдерон ги повика луѓето да останат дома. Мексиканските власти во четвртокот потврдија 12 смртни случаи, иако на широко се претпоставува дека бројот е многу поголем. Светската здравствена организација соопшти дека 11 земји во светот потврдиле вкупно 331 случаи на грип, од кои 109 во Соединетите Американски држави. САД планираат да купат уште 13 милиони дози на лекарства против грип и да ги додадат на националните залихи за третман на вирусот. Секретарот за здравствени и социјални услуги Кетлин Сибелиус во четвртокот изјави дека 400.000 од тие дози ќе бидат испратени во Мексико. Американската федерална влада веќе префрли над 70 милиони дози во надлежност на властите на сојузните држави. Неколку училишни системи во САД се затворени, но владата не ги затвара границите и повикува на основни мерки на самозаштита, како често миење на рацете и барање лекарска помош во случај на појава на симптоми на грипот. Грипот се уште нема пропорции на пандемија, но СЗО бара државите да реагираат против ширењето на вирусот со зголемено чувство на итност. За сега потврдени случаи на вирус има во Австрија, Британија, Канада, Германија, Израел, Шпанија, Нов Зеланд, Холандија и Швајцарија. Властите испитуваат осомничени случаи во Австралија, Колумбија, Франција, Данска, Јапонија и Јужна Кореја. Напоредно со бројот на нови случаи, растат и напорите за создавање на вакцина против свинскиот грип H1N1. Доктор Вилбур Чен од Универзитетот во Мериленд ги следи животинските видови на грип кои преоѓаат на луѓето. I think we as the vaccine researchers in this field also would like Како истражувачи сакаме да унапредиме технологијата со цел брзо да создаваме вакцини. Но процесот може да трае до 3 месеци, па и повеќе. Ед Моцарски е главен научник во компанијата MedImmune, која произведува вакцини. Треба да се тестира на животински модели за да се осигура дека е безбедно вакцината да се даде на луѓето, како и дека нема да причини заболување. Постои деликатен баланс меѓу брзото создавање вакцина и ризикот од контраефекти. При масовната вакцинација по избивањето на свински грип во САД во 1976, иако беше спречена пандемија, сепак почина околу 30 лица од невролошки нарушувања за кои се сметаше дека се поврзани со вакцината. Роберт Белши раководи со развивање на вакцини при катедрата за медицина на Универзитетот Сент Луис. Потребни се неколку месеци за производство на вакцина и клиничко тестирање. Дали може да го завршиме тоа до есенва? Сигурен сум дека производителите се сафатени, гледајќи за колку време и колку вакцини ќе може да произведат во наредните неколку месеци. Моцарски и вели: сите компании за вакцина против грип ќе бидат подготвени во ваков случај. Светската здравствена организација вели дека неколку лаборатории во светот работат на вакцината. Експертите додаваат дека свинскиот грип сега би можел полека да започне да слабее, но да се појави повторно подоцна годинава. Американската влада оценува дека Ал-Каида повторно воспоставила дел од својот оперативен капацитет од времето пред нападите на 11 септември. За официјален Вашингтон, Иран и натаму е на прво место на листата држави спонзори на тероризмот во светот. Покрај Иран на листата се и Куба, Судан, Сирија. Во делот посветен на Македонија стои дека владата продолжува со координација со САД на контратерористички прашања, како размена на разузнавачки информации за потенцијални терористички групи кои оперираат или минуваат низ земјата. Македонија преку редовни годишни инвентари пружила адекватна безбедност на оружјето до кое вообичаено се обидуваат да дојдат терористите, а работела и на подобрување на безбедноста на објектите за негово производство и складирање. Македонија натаму директно соработува во спречување на финансирањето на терористи и перење на парите, стои во извештајот на Стейт Департментот. Учествувајте во глобалната трибина на гласот на Америка за првите 100 дена на Барак Обама на функцијата председател.
на 5 мај во 17 часот по македонско време, директно од Вашингтон. Што досега направила или пак не направила владата на Обама со акцент на меѓународните односи? Испратете прашање или коментар и учествувајте на глобалната трибина на glasnaamerika.com. Во продолжение на Newsflash, истражувачка група за здравствени прашања вели дека американците денес се помалку загрижени за сидата како национален проблем отколку порано, иако ХИВ вирусот се шири повеќе од очекувањата. Едвард, жител од Вашингтон, е еден од 1,1 милионите луѓе во САД кои се заразени со вирусот ХИВ. На секој 9,5 минути во земјата тој број нараснува. How's everything been? How have you been feeling? Feeling wonderful. Минатиот август, Американскиот центар за контрола и спречување на болести соопшти дека секоја година има 40% повеќе ХИВ инфекции од прогнозираното. Телефонско истражување на јавното мислење, што опфатило 2500 испитаници, укажува дека само 6% од анкетираните сметаат дека вирусот ХИВ е поважен здравствен проблем. Тоа е пад од 44% во 1995-та. Дру Алтман е шеф на семејната фондација Кајзер, непрофитна група која го направи истражувањето. Би сакале да видиме движење во обратната насока, дека бројот на заразени опаѓа, дека се намалува епидемијата. Истражувањето покажало дека голем број анкетирани имаат погрешна представа за сидата. Околу 1/4 верува дека поранешната кошаркарска звезда Меджик Џонсон е излекувана од ова заболување или пак не се сигурни. Истината е, досега не е најден начин за излекување од сидата. Джеф Кроли е виш советник во владата на председателот Барак Обама задолжен за сидата. Владата во април започна кампања за зголемување на јавната свест за оваа болест. Еден од начините со кои ќе помогнеме е борба против погрешните представи за болеста и заболените. Да направиме луѓето да увидат дека ги штитиме нивните граѓански права, за да не се плашат од насилство и дискриминација. Авторите на истражувањето сметаат дека негов клучен позитивен наод е дека американците поддржуваат владата да троши повеќе средства за справување со епидемијата. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Пријатен викенд. Се гледаме в понеделник.